Добре, криптоентузијасти, како што кажаме, денес ќе имаме доста битна тема, односно ќе разговараме за оваа клапба во која што две индивидуи, една од централизираните традиционални финансии, а другата од децентрализираните, односно од криптомаркетот, се кладат фактички дали ќе дојде хиперинфлација во Америка наскоро. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, клапбата е $1 милион, дали ќе дојде или не, со тоа што ваквата клапба на овој дедово, Джеймс Медлок, ја прифаќа уште еден соборец од крипто пазарот, а тоа е Баладжи, предходен CTO на Coinbase, со тоа што истиот, значи, ја превзема фактички оваа клапба и он се клади во еден биткоин, а овој другиот се клади во $1 милион, со тоа што моментално официјално, значи Баладжи ги префрла $1 милион на соодветен wallet кој што е практично custody, кој што доколку не се случи во наредните 90 дена да дојде до хиперинфлација и на тој начин фактички биткоин да достигне $1 милион, фактички он ќе изгуби и другата страна ќе добие $1 милион плюс ќе го задржи тој еден биткоин кој што го депонирал. И обратно, нормално ако биткоин дојде $1 милион, ќе го задржи тоа Баладжи. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, иако изгледа смешно, многу е битно затоа што на крајот од денот, значи, мораме да сватиме дали ова возможно. Зошто е тоа така? Затоа што хиперинфлацијата ни представува смрт на било која валута. Значи, мора да ви биде јасно тоа. Сега, најпрво го земав ова од Инвестопедија, на сите оние кои што следат мојот канал, постојано го кажувам исто, додека Инвестопедија представува одличен извор на сите економски и финансиски термини кои што не ви се јасни, многу полесно може да ви бидат разјаснети, каде што може да најдете како од дефиниција, така до цели, така речено, четива, значи уроци за тоа што уствари представува одредениот економски поим кој што не ви е јасен. Така да и во оваа ситуација чисто стручно и почетнички, иако можеби некои од вас знаат, ќе објасниме се како прв пат да се сеќавате со оваа проблематика. Односно, инфлација, знаете и сами, представува момент во кој што одредена, значи без разлика дали е тоа валута или капитално добро, губи на вредност затоа што се повеќе и повеќе од истото добро се наоѓа на пазарот. Односно, еве да не земеме валута, да земеме пример мобилен телефон, така? Колку повеќе од истиот овој модел мобилни телефони се наоѓаат на пазарот, толку повеќе неговата цена паѓа, затоа што се повеќе и повеќе имате изобилство. И нормално е дека луѓето поради компетитивност на пазарот ќе почнат да ја намалуваат цената со цел да го продадат својот продукт. Така тоа изгледа на пазарот. Истата ситуација се случува и со одредена валута. Односно, колку повеќе има на пазарот, толку повеќе незината вредност опаѓа. Тоа до сега го гледаме постојано. Најубаво може да го осетите кога цените во маркетот почнуваат да се покачуваат поради оваа ситуација, односно оние луѓе кои што ги продаваат своите продукти разбираат дека профитот е намален со истата таа цена до која што до сега ја држеле и затоа сега веќе мора да ја зголемат и на тој начин вие најдобро ја осеќате инфлацијата. Додека хиперинфлација представува момент во кој што одредена влада, најчесто нормално во држава, произведува се поголем обем на платежни средства во оваа ситуација кеш. Зборуваме за официјални кеш, тоалетна хартија во боја. Колку повеќе тоа го прави, толку повеќе цените на се зголемуваат. И на тој начин доаѓа до хиперинфлација. Значи, чисто да видите како тоа изгледа. Значи, и самата дефиниција, ова што го кажува, хиперинфлација представува брзо и ексесивно надвор од контрола принтање на парични средства, додека во исто време имате огромно зголемување на цените на добрата и на услугите. Така да, затоа уште еднаш ќе напоменам, вака се случува одредена валута да престане да постои во рок од неколку дена. Значи, верувајте ми, дури некогаш и денови е премногу за хиперинфлација да уништи одредена валута. Сега ние ќе обработиме се во однос со хиперинфлација, затоа што на крајот од денот не заборавајте. Зошто е битно да го знаете ова и зошто, например, би седали и го гледале ова видео? Прво е битно затоа што ваков тип на хиперинфлација на доларот ќе уништи најголемата и единствена резервна валута во светот. Автоматски ќе ги погоди сите економии. Вие од денес за утре веќе не поседувате резервна валута во светот со која што ќе може да правите трговија на глобално ниво.
Значи, замислете кој удар ќе го има тоа на економијата. Ако се случи хиперинфлација, автоматски никој веќе не може да користи доларот за меѓусебна трговија. Замислете кој проблем. До вчера било нормално, се користеле за глобална трговија, сега веќе не можете. Втора работа. Буџетите на сите земји во светот поседуваат долари поради оваа причина, затоа што не може да остварите глобална трговија без да имате долари во сопствената сметка, без разлика која држава. Поради оваа причина, автоматски тие долари стануваат безвредни. Што значи дека дел од буџетот на секоја земја веднаш го снемува. Замислете вие наеднаш еден дел од вашиот буџет едноставно испарува. Така. И трета и најбитна работа е тоа што сите останати добра кои што се мерат во оваа валута автоматски добиваат енормно на цена. Односно нема тоа да бидат само добра и услуги, туку ќе бидат и метали, ресурси, биткоин, злато, ме разбирате? Така да и во оваа ситуација оттаму потекнува оваа кладба која што Белажи ја прифати од страна на Медлок, дека доколку настане хиперинфлација, автоматски падот на вредноста на доларот ќе предизвика огромен раст на криптовалутите како и сите останати работи, затоа што истите најчесто се тргуваат и се мерат според вредноста на доларот. Оттаму потекнува оваа можност биткоин да дојде до $1.000.000 за само неколку дена. Не заради тоа што биткоин ќе добие масивна адоптација, таков тип на адоптација е невозможен, туку затоа што доларот ќе се изврши самиот на себе хиперинфлација со преголемо принтање и на тој начин ќе ги зголеми цените на се. Значи тоа е како тоа би настанало. Сега да ви биде јасно ствари што представува ова. Сега. Од каде потекнува целата оваа ситуација? Значи се додека одредена валута е поврзана со една фиксна вредност, како што е биткоин во оваа ситуација, затоа што биткоин имаме само 21 милион и знаеме дека никогаш нема да има повеќе од 21 милион. Тоа значи дека неговата вредност порано или подоцна ќе се стабилизира и кога овие 21 милион ќе се наоѓаат на пазарот, автоматски ќе имате некоја стабилна вредност. Лично на златото. Значи злато, доколку се најде нов депозит на големо злато, автоматски цената на златото ќе падне. Зошто? Затоа што сте додале голема количина од одредено добро кое што до сега сте го немале на пазарот и автоматски неговата цена паѓа, како што веќе објаснивме до сега. Но со оваа фиксна количина на злато која што моментално ја имаме, затоа што прилика се знае кои се резервите во светот на злато, како и колку моментално злато има низ целиот свет глобално, па затоа и цената на златото е релативно фиксна. Со тоа и цената на сите валути кои што до 1971 година заедно со доларот биле така речено врзани за златото. Односно, од каде потекнува целиот овој проблем? До 1971 година, во согласно со Бретон Вудс договорот, значи доларот бил врзан со златната резерва, во однос на тоа колку златна резерва моментално поседува Америка, и Америка не е било дозволено да испринта повеќе од она количина на злато која што има во противредност на банкноти на долари. И до 1971 година секој можел овие банкноти во било која банка да ги донесе и да ги замени за одредена количина на злато во однос на тоа колку банкноти има. Сега, каде овдека настанува проблем? Значи, до овој момент Америка сваќа, значи од каде потекнува потребата на држава да принта повеќе пари, повеќе куповна моќ. Секоја држава сака да има повеќе куповна моќ. Со тоа што вие сте ограничени да купувате само во однос на тоа колку злато имате, вие сте ограничени во се. Значи, ако имате вие на пример 1 тон злато, вие смеете да произведете само пари во количина на 1 тон злато во противредност која што сте ја одоговориле дека ќе има $1. Со тоа што повеќе од 1 милион вие не смеете да испринтате, затоа што веќе нема да бидете врзани за злато. Тоа се пари кои што немаат вредност. Поради оваа причина, затоа што истите сакале и понатаму да произведат куповна моќ од ништо, одлучуваат од 1971 година да се одврзат од златниот стандард, како они, така и останатите валути кои што до тој момент биле фиксно врзани во одреден сооднос на цена, во превод. Ако во тој момент, да речеме, една унца злато коштала $1, а во истиот тој $1 вие ги врзувате и останатите валути во светот, каде што, например, аргентинскиот пезос може да биде 30 аргентински пезоси за $1, да речеме, германската марка може да биде 3 марки за $1, тоа значи дека имате фиксна ситуација во која што, значи, се знае колку кошта $1,
и се знае колку останатите валути коштаат во однос на тој долар. Тоа е Бретон Вудс договорот, каде што сите имаат фиксна вредност. И истата не може да се поремети се додека не се најде, да речем, поголема количина на злато, за да може да се испринта повеќе долари. Но, затоа што нормално им смета, чеко од оваа држави сакаат да едноставно може да принта колку сака, односно да произведува куповна маќ колку сака, од тој момент, уствари, доаѓа ситуацијата на хиперинфлација. Сега, во сите овие моменти кога одредена држава одлучила да се оддалечи или да прекине да користи златната резерва, значи гледајте во ова сега. Во моментот кога Америка ја трга златната резерва, ова се сите епизоди на хиперинфлација во различни земји во однос на континент. Значи имаме епизода во Белорусија, Босна и Херцеговина, многу позната, Бугарија, Естонија, потоа имаме Латвија, Литванија, Молдавија, значи гледајте, скоро сите земји стигнале до момент на хиперинфлација. Да не ги ни бројам натаму, гледате Арменија, Азербејџан, Кина, Киргистан. Значи еве што се случува во моментот кога вие ќе излезете од златната резерва, од златната практично златниот стандард, каде што имате одредена вредност која што стои позади вашата валута. Ако веќе нема никоја вредност и единствена вредност која што стои позадина е политичка волја. Значи да бидеме јасни, во денешно време сите монетарни системи се базирани на политичка волја. Политичарите одлучуваат што и колку сакаат да испринтаат. Така да знаете што се случува кога оставате на човечка совест и свест да одлучува во однос на одредено фискално добро или во одредено, да речем во оваа ситуација, да може вие да му дадете на некого шанса да испринта колку сака и да се направи богат колку сака. Што мислите дека ќе се случи? Значи, еве прост пример. Ова е тоа. Значи, во моментот кога немате стабилност која што е запазена од самата вредност на златото, автоматски гледате што се случува. Значи, не е тоа поединечен случај, тоа е нормална психологија на човечкиот ум. Дека доколку му се даде дозвола да принта што сака и колку сака, значи магично принтање на пари кои што немаат никакво покритие, он тоа ќе го направи. Значи да ви биде јасно. И не станува збор за поединци, станува збор за цели влади, станува збор за цели парламенти кои што одлучувале ова да го направат. Значи ова што гледате овде дека сите овие земји е прост пример дека доколку вашите пари немаат соодветно покритие, автоматски прашање на време е кога вашата влада ќе се дрзне да испринта повеќе од колку што е потребно и да направи хиперинфлација. Сега, ова е да видите колку валути моментално пропаднале поради хиперинфлација. Ќе објасниме како доаѓа. Значи имате момент на инфлација, каде што се уште така речено контролирано принтаат пари и се уште тоа може да се контролира, но секоја валута порано или подоцна доаѓа до моментот на хиперинфлација. А хиперинфлација значи крај. Значи веќе не постои. Овдека е листа на различни валути кои што во однос на тоа кога колабирале и колку години постоја. Значи гледаме 170 години мексиканскиот Silver Pesos колабира во 1992 година. И сега надоле можеме да видиме колку години траела оваа валута пред истата да колабира. Значи можеме да продолжиме надоле и да гледаме дека сите земји во светот порано или подоцна им се случува овакво нешто. Перу, Португалија, Уругвај, Монголија, Чиле, Алжир, Боливија, значи Турција, Романија, Мороко, гледате, значи имаме овдека точно до сега во историјата 152 вида на валути ни сите земји во светот кои што пропаднале и гледате дека значи ова е во однос на колку години истата траела пред да пропадне. Значи гледаме дека имаме огромен број на валути кои што пропаднале поради истата оваа ситуација, односно ова е економско самоубиство на одредена држава. Така, но се случува многу често. Значи многу почесто од она што очигледно на многу од нас не е познато. А за сликовито да видиме како изгледа губењето на средства, поради тоа што, како што кажав, владите не треба да им се верува. Еве, погледнете, значи од 1900 година па до денес може да погледнете најголемите валути во светот и најпопуларните валути во светот, како едноставно се уништиле самите себе си во моментот кога излегле од златната резерва. Односно, кога немате покритие на банките, прашање на време е кога вашата влада ќе испринта премногу за истите да буквално изгубат целосна вредност. Погледнете. Значи ова е германската марка, ова е Рајхмарката во 1941 до 1945 година за време на Втора светска војна. Значи во моментот кога излегла од златната резерва,
од 15 до 25 за само 10 години буквално изгубила целосна вредност. За Рајхмарката дори да не разговараме. Дојчмарка е после Втора светска војна од 1950 па практично до формирање на ЕУ-то, затоа е во иста моментално вредност, со тоа што можеме да видиме од 100% вредност, моментално има некој 1-2% еврото, а е релативно нова ствар, да бидеме реални. Јенот, како што може да видите, скоро никаква вредност. Ова е фунтата, можеме да видиме исто така дека исто комплетно изгубила вредноста, исто како и доларот. Значи доларот и еврото има некоја релативна вредност од 1-2%, но значи тоа е правило. Во моментот кога имате валута која што се оддалечува од вредноста која што и дава фактички стабилност на вредноста која што има како валута, автоматски прашање на време е кога вашата влада ќе испринта премногу од истата оваа количина, за да се случи тоа што е неизбежно, односно да пропадне валутата. Сега, ова е чисто да ви покажам дека не е ова само Америка, значи ова што постојано кажувам дека со падот на доларот автоматски ќе дојде и до пад на американската земја како нели глобален лидер моментално, со тоа што одека можеме да ги погледнеме и сите големи земји кои што претходно биле големи и како и нели секој циклус истите едноставно исчезнале. Значи Отоманската империја од 1950 да речеме, само да видам овде кај, не, тоа е протоколовата линија, се извинувам. Значи тоа немала никакво големо значење да бидеме реални. Еве ќе погледнеме поред. Значи Шпанија нормално со конквистаторите и незините освојувања од 1500 година, гледаме дека целосно ја изгубила својата на некој начин вредност моментално, можам да кажам. И гледате како иде поред сега. Исто така и Холандија, една од најголемите по колонии, исто така ја изгубила, значи иако тоа траело можеби 100 години, ја изгубила. Следна нормално е Обединетото кралство, кое што моментално, ама не заборавајте дека во исто време шпанскиот пезос, додека ова траело, бил практично еден од водечките валути, ако не и глобална валута. Исто да се случувало и со валутата на Холандија, како и со валутата на Обединетото кралство. И истите нормално со падот на империјата ја губат и нивната вредност. Со тоа што моментално се наоѓаме се уште во овој подем на американските држави, кој што моментално, ако можеме да видиме, значи многу по-јасно дека се гледа, Кина е онаа која што е во нагорен пат на превземање на ова водство, додека Америка постепено се семиња надолу како и сите претходни нормално империи кои што постоеле. Сега, зошто е ова битно? Еве зошто е битно. Овдека можеме да видиме во однос на претходните историски потатоци, значи овдека што ги гледаме, како одредена империја пропаѓа, односно кои се првите моменти кои што почнуваат да пропаѓаат, а кои се последните. Знаете и сами дека одредена држава или како и да е сила во светот има нормално различни сектори во самата држава. Значи, гледате, едукација, трговија, производство, како финансиски центар, компетитивност, иновација и технологија, војска и резерв статус е уствари моќта на валутата. Сега, можеме да погледнеме дека нормално на почетокот сите овие се релативно високи, со тоа што прво очигледно пропаѓа образованието, ако ова го споредиме со Америка, мислам дека многу јасно ќе ви стане каде се наоѓа моментално Америка. Образованието во Америка оддамна е во тоалет, мислам дека е многу јасно тоа. Второ, ни пропаѓа иновативноста и технологијата, каде што они немаат иновативност и технологија, они купуваат иновативност, технологија и мозоци за да ја донесат во својата територија, така да ова не го поседуваат, ова го купуваат. А прост пример за ова е и да речеме последната ситуација во која што се свесни дека Тајван е најголемиот производител на микрочипови, повеќе од 90% од светското производство на микрочипови е базирано во Тајван, кое што е уствари префрлено од американските држави таму, и тоа е главната причина зошто нив не им одговара Тајван да падне. Не е демократија, немој да се залажувате. Значи моментот каде што вие на Кина ќе дозволите да поседува 90% од производството на микрочипови во светот, вие автоматски сте си попишале смртна казна како глобална сила. Следно е компетитивност. Компетитивност можам да кажам дека се уште горе доле се компетитивни, но по производство да бидеме реални, они се еден од најголемите купувачи, не продавачи. Компетитивност моментално во однос на купување на производство е само Кина, никој друг. Можеме да видиме понатаму дека нели сите овие да речем преостанати
Со тоа што најбитниот момент кој што мораме да го забележиме овдека е последната црната линија, што ни покажува дека во еден нормален циклус на одредена империја во светот, последно нешто што уствари паѓа во вредност, или последната, да речем, вредност која што ја има се уште е платежното средство кое што користи самата империја, односно моќта која што ја има во светот со ова платежно средство. Гледано од овој чарт, мислам дека многу појасно ви е дека моментално Америка се наоѓа буквално овде. Последното нешто кое што го има моментално во светот со кое што држи некаква контрола е уствари резервната валута, односно доларот, кој што со неговото паѓање ќе означи и целосен крај на оваа глобална сила, да бидеме реални, тоа е моменталната ситуација, затоа што знаете сами дека веќе не е најголема воена моќ, далеку од тоа, дека не е економски најголемо, далеку од тоа. Единствено што моментално има, а другите го немаат, тоа е незината моќ на доларот, кој што се уште представува резервна валута во светот и се уште се користи за светска економска размена. Со тоа што можеме да видиме, како и секогаш обожавам да го покажувам ова, значи може да ви стане ова што го гледаме овде, е уствари прескажано овде многу јасно и многу сликовито, со тоа што за само 100 години они успеале да ја девалвираат својата валута. Отприлика 99% од вредноста на оваа валута е изгубена. Зошто е тоа така? Колку повеќе принтате, значи она што го кажавме, ова е практично после 70-тите години, кога имаат фристайл принтинг, како што може видите и сами, ова е supply, односно големината на количината на доларни средства која што ги имаат испринтано и пуштено на пазарот, со тоа што во 80-тите имаме само 1 трилион и 595 билиони банкноти на долар, за моментално да имаме 21,8 трилиони испринтани банкноти во светот. Сега малку помалку. Но ова е првиот пат да уствари се обидат да го намалат ова количество. Што ви кажува тоа? Тоа ви покажува дека моментално ово што го гледате е многу реално и многу страшно, и оно што го разговараме до сега за хиперинфлацијата сега веќе почнува да завзема форма. Односно, колку повеќе принтате, толку повеќе незината вредност се намалува, но се уште не се стигнати до тој момент. Сега, каде е уствари реалната ситуација? Сега ќе разговараме за тоа, значи до сега објаснуваме што уствари представува и како може да го забележите тоа, како може да видите дека сето тоа се случува, а сега ќе разговараме за моменталната ситуација на Америка и каде истата се наоѓа во однос на потенцијална хиперинфлација која што е неизбежна, прашање на време кога истата ќе се случи. Значи вака, прво ќе започнеме од моменталниот долг на Обединетите американски држави, кој што од 70-тите моментално достигна 31,5 трилиони долари. Овој долг е долг кон Федералната резерва. Значи Федералната резерва е таа која што купува американскиот долг и за возврат му дава доларни средства кои што истиот треба да ги користи со цел да ги покрие претходните достасани обврски кон должници и слично, како и да ги покрие моменталните обврски кои што ги има кон својата администрација, кон војска, кон слично. Сега, проблемот е што овој долг, како што можеме да видиме, се повеќе се зголемува и се зголемува и се зголемува од година во година и тоа експоненцијално се зголемува. Значи ова не е постепено, ова е експоненцијално, се поголем и поголем станува. Со тоа што ова е моментално проекција на нивните органи, нели, кои што го прават сето ова, ако не се лажам дека исто така на Федералната резерва, каде што можеме да видиме. Значи во оваа ситуација имаме неколку вредности кои што треба да ги земеме во препит. Значи ова е тоталниот дефицит, значи кога е над нулата е плюс фактички, односно суфицит, кога имаме плюс произведено или плюс собрано од даноци или слично од во однос на тоа што е потребно на државата. Значи знаете и сами дека државата има два начини да добие средства во однос на тоа што е потребно за да може да направи буџет, за да може да функционира. Првиот се даноци, кои што се уствари даночење на самите, да речем, луѓе кои што моментално, нели, живеат на ваквата територија, со тоа што овека дури ќе ги ставаме, да речем, проложба на сопствени ресурси и слично, но главниот дел од овие ресурси, од овие парични средства доаѓаат од даноци. А вториот ни представува позаемување. Во оваа ситуација фактички вие позаемувате во Америка конкретно од Федералната резерва, каде што вие фактички ги давате на Федералната резерва одредена во случајов, нели, они ги нарекуваат bonds, или тоа е уствари државна обврзница, со која што вие фактички и давате на Федералната резерва државна обврзница дека, да речем, во следните 5 години
ке и ги вратите парите кои што она вас ке ви ги даде, затоа што ви се потребни да изградите буџет и за да може да функционирате. Проблемот е во тоа што како повеќе се зголемува дефицитот, автоматски повеќе се зголемува и ова розова, да речем, овие розови колумни, а тоа е интересот, односно каматата која што се наплаќа на овој дефицит. Колку повеќе позајмувате, нормално се поскап и поскап станува вашиот долг. Значи овдека е главниот проблем. А во моментов не само што станува поскап, туку станува екстремно скап. Значи гледаме дека од 1987 година процентите на овие обврзници кои што ги дава Америка кон, да речем, Федералната резерва, како и некогаш и кон физички и правни лица, се намалуваат. Односно, од 87 кога биле 10%, нели, тоа би било практично дека ќе добиете 10% интерес за оние средства кои што ги позајмите на државата. Истите паѓаат до скоро практично 1,6 е оваа ситуација, тоа е негде во 1916 година. За прв пат конечно повторно да почне да се движат нагоре и моментално се 3,3% на обврзница на 10 години, која што практично после 10 години треба Америка да ви врати 10% камата плюс на она што сте го позајмиле за да може да функционира. Каде е тука проблем? Значи вие имате после декади од намалување на оваа обврзница, конечно исто да почнува да расте во вредност. Што значи дека долгот кој што постојано го завзема и постојано зема повеќе и повеќе и повеќе, станува се поскап. Односно, моментално гледаме дека се повеќе и повеќе Америка мора да плати камата, па после да го плаќа самиот долг кој што моментално го има во 31,5 трилиони. Сега да не заборавиме дека истиот овој орган моментално направил проекција во кој што моментално ова е долг на американската држава во однос на сопствениот GDP во проценти. Каде што моментално е негде над 100% во долг. Што значи дека 100% од целото производство на Америка во текот на една година, значи се што сте произвеле, треба да дадете за да го покриете овој моментален долг. Тоа не може да се случи. Нормално, затоа што тоа производство фактички не е на државата, тоа е приватно производство. Но само тоа сака да ви каже да видите колку од бруто домашниот производ е потребно за да се покрие моменталниот долг на Америка. Со тоа што очекуваат дека во следните неколку декади ова ќе порасне до 200%. Значи до 2050 година очекуваат дека дефицитот на Америка во однос на долг ќе биде повеќе од 200% од бруто домашниот производ на Америка. А да не заборавиме дека со тоа дополнително што друго ќе се зголеми ако не и интересите. Односно, оваа стапка се повеќе ќе расте, затоа што долго станува се поскап, затоа што има се помалку луѓе кои што сакаат да ви поземат. Очигледно вашата економија пропаѓа. Значи очигледно ова не е брз процес. Значи ова не е процес што може да се случи од вчера до утре. Но крајниот дел на овој процес е многу брз. Тоа е оно што сега ќе го разговараме. До сега имате постепено зголемување на инфлацијата, затоа што имате и постепено зголемување на количината на долари на пазар. Така, колку повеќе ја зголемувате, толку повеќе се зголемува инфлацијата. Односно, главната причина поради оваа голема инфлација која што достигна 9% во Америка беше принтањето во 2019 година, каде што 15,3 трилиони. За само една година се искачевме на 20, гледате, значи до крајот на 2021 кога запрале со принтање, од 15 се качува на 21 трилион. Што ако споредите вака заедно, значи за тоа биле потребни некои добри 10 години принтање, што они го направија во само 2 или 3. А ваквиот масовен производен процес во кој што вие само вбризгувате повеќе и повеќе и повеќе пари, автоматски ве доведува до она што сите се плашат, а тоа е хиперинфлација. Сега, да видиме некои примери за тоа како хиперинфлацијата моментално уништила држави. Значи, прост пример. Ова не е, чува се секојдневна работа, ова низ историјата се чува многу пати, само што ние немаме некој ептен нов пример, а и ако имаме тоа се некои небитни земји за нас, затоа што нели we are НАТО, ние сме загрижени само за Европа, другите не ни се битни. Но историја од Европа, на пример, во 1923 година, значи тоа ако не се лажеме, уствари Вајмарската република, односно германската држава во тоа време, империја, која што за да ги исплати моменталните долгови. Значи гледате колку добро објаснето. За да ги исплати моментално штрекувачите, имало некои штрекувачи кои што моментално им било должно државата пари, значи земјата, односно државата, односно владата во оваа ситуација, одлучила да исплати пари колку што и се потребни.
Односно, тоа што постојано кажуваме, во моментот кога ќе дадете на одредена група на луѓе да имаат целосна контрола врз вашиот финансиски систем, односно монетарен систем, прашање на време е кога истите ќе испринтаат преголема количина со цел да ги затворат долговите кои што моментално ги имаат, затоа што немаат друга опција. Значи, ова што постојано кажуваме, вие колку повеќе поземувате, толку повеќе само се зголемува вашата каматна стапка која што треба да платите на веќе достасаниот долг. Ќе дојде момент кога веќе нема да имате средства за да ги покриете дури ни достасаните каматни стапки. Значи, од она што го собираат од данок, толку е данок, значи толку може да се покрие, се разбираме. А они се повеќе и повеќе се зголемува и буџетот се зголемува и побарувањето. Значи, наместо да се зауздаат и да размислат за помал буџет, они го зголемија буџетот 30% од претходниот. Па вие замислете. Следно, Венецуела, значи прост пример. Што се случило? Значи, хиперинфлацијата во Венецуела започнала поради ексесно принтање на пари на венецуелски боливари, боливар се нарекува единицата таму. Значи, како што овдека многу добро објаснува. Значи, принтање на пари е многу поедноставно и побрзо добивање на парични средства кои што се потребни да покриеш долг во моментот, отколку да треба да параш, на пример, да позајмуваш или такви некои работи. Сега во Америка добро е тоа што пак на некој начин стои некоја контрола помеѓу владата и Федералната резерва, кој што не се еден орган. Затоа и Федералната резерва мора на некој начин да и биде дозволено да го зголеми, да речем, овој, како што кажуваат тони, таванот, односно највисокиот процент до кој што смее да биде задолжена Америка, мора да биде одобрен од Конгресот, додека во другите земји тоа не е така. Еве, прост пример. Владата одлучила и спринтала, автоматски влегувате во хиперинфлација, а владата не ја интересира затоа што она го направила тоа да го покрие долгот во моментот. И колку поголем овој долг, што се случува? Толку поголема е инфлацијата која што ја наметнува и стигнува до хиперинфлација. Еве, прост пример, уште еден, Аргентина. Значи, во 80-тите, поради криза на долг, значи, гледате, сегде е иста ситуација. Значи, со цел да ја запре рецесијата и, да го запре овој долг, да на некој начин ја подкрепи економијата, значи, истите што направиле? Испринтале пари. И направиле 300% инфлација од 1975 до 1990 година. Следно, Зимбабве, истата ситуација. Поради голем број на економски шокови, немале што да направат освен да испринтаат повеќе пари, што довело до преголема инфлација на територијата на Зимбабве, односно хиперинфлација која што веќе не може да биде контролирана. Затоа што вие влегувате во магичен круг во кој што колку повеќе принтате, толку повеќе се креваат цените, толку повеќе се зголемува вашиот долг и принтате се повеќе и повеќе. Така да, мислам дека сега ви е јасно прилика како сето тоа изгледа, дека ова не е прв пример и дека ова е само прашање на време кога ќе се случи со оглед на фактот дека веќе гледаме. И сега, кога сето ова ни е познато и кога знаеме каква е ситуацијата во Америка моментално, кога гледаме дека истата детериорира многу време, јасно е дека хиперинфлација е прашање на време кога ќе настане. Значи, тоа е неизбежна работа. Поентата е дали истата ќе настане доволно брзо за да може да се исполни оваа кладба која што моментално ја направиле овие, да речем, двајца господа. Така да во оваа ситуација мораме да видиме каква е моментална ситуација во Америка и да видиме што понатаму со сето ова и дали истото може да се случи во 90 дена. Проблемот што е? Значи, има опција во која што државата не мора да влезе во хиперинфлација, но досега ниту една држава не ја земала оваа опција. Односно, за да направите оваа опција што се нарекува austerity, не знам уствари како би се нарекувало тоа во нашата земја, треба да признаете дека сте пред дефолт. Односно, како што тоа го прават циганите на југ, се извинувам, Грција на југ, значи, они го прават тоа веќе како хоби. Има до сега повеќе од 12 пати направено дефолт, односно тоа значи дека нема веќе доволно средства за да може да ги вратат долговите кои што ги имаат, како кон своите органи и институции, така и кон меѓународната заедница која што им позајмила. Така да во оваа ситуација што прават едноставно, ако го имате ова како austerity едноставно како опција, значи дека ќе мора да признаете дека немате доволно и на тој начин ви останува единствена опција да ги зголемите, да носите енормно со цел да соберете пари од кого? Од обичниот народ со цел да вратите што моментално сте засрали. Сега проблемот е што може да замислите како народот ќе гледа на ова и колку народот ќе биде расположен да ги плати долговите за тоа што вие сте испринтале премногу пари. Значи, може да замислите што би се случило во земја кога некоја политичка сила би прогласила ваква ситуација во која што треба преку нивната
потрошувачка моќ на секојдневниот човек да враќа долгови за она што они се луксузирале и принтале пари без контрола. Така да затоа и досега се случува дека скоро никој не посегнал кон ваков тип на мерка и сите посегнуваат кон позајмување од поголемиот. Значи ова ситуација циганите се извинувам, грците на југ, значи позајмуваат од кого ако не од Интернационалниот монетарен фонд, односно Интернационалниот монетарен фонд принта пари и праќа и нема проблем, само нели измислуваме нови пари, долго се зголемува, но не е битно. Битно сме го одложиле проблемот за некаде подоцна. Така да тоа е работата која што како опција постои, но јас не верувам дека некоја земја која што е горда како американците би се задрзнала вакво нешто да направи. Значи тоа опаја, реално да правиме како опција. Сега, оно што мораме да го земеме во предвид е овој чарт. Така да, ова е моментот кога една држава се движи во хиперинфлација. Ова, гледате, ова енормно принтање на пари, така се достигнува хиперинфлација. Значи, овој момент требаше да бидеме исплашени дека ќе влеземе во хиперинфлација, што моментално очигледно се одразува во вакви чартови на долг и слично. Каде што? Моментално, дали има реални шанси во наредните, затоа што веќе е неколку дена почнат оваа кладба, наредните 90 дена да влеземе во хиперинфлација има многу мала шанса, значи премнала шанса, иако мене тоа ме ожалостува исто како вас, но реалната ситуација е дека со оваа болка која што ја нанесоа на пазарот, они уствари успеа, сега тоа само да го зумираме тоа за да може да видите и сами, да намалат голем дел, не голем, но значителен дел од, гледате, од 22 трилиона на пред да испринтаат повторно на 21 трилион. Значи они успеале 1 трилион од овие испринтани доларни средства да ги вратат назад и на тој начин да ја намалат инфлацијата и да ја намалат шансата за хиперинфлација. Односно, ова мора да продолжат да го прават понатаму, но не можат, тоа веќе неколку дена го разговараме наназад, може да го погледнете во другите видеа, затоа што ако и понатаму продолжат да го намалуваат ова количество на долари, прашање на време е кога ќе се случи ова. Ова е моментот кој што може да донесе до криза, но не и до хиперинфлација. Зошто го велим ова? Значи, моментално најавија дека сите банки кои што се од круцијално значење за Америка ќе бидат направен бейлаут на целите депозити кои што ги имаат. Односно, наместо да бидат вратени само 250.000, колку што треба според закон и прописно, според FDIC, нивниот институција за осигурување на депозити да бидат вратени, значи ќе бидат вратени целосно само оние банки кои што се како Silicon Valley Bank, затоа што истата е 15-та по големина и представува круцијален ризик дека ваквото пропаѓање на волку голема банка може и понатаму да направи уште поголема штета. Но тоа е само за најголемите банки. Значи мора да го имаме тоа во предвид. Малите банки кои пропаѓаат, како што беше ситуацијата со First Republic Bank, значи другите банки пробаат да спасат, но не и државата. Што значи дека во оваа ситуација, уствари ова е добро на некој начин за ситуацијата со преголемото принтање на пари, затоа што пропасна банка заедно со сите нејзини средства, значи дека тие пари се изгубени. Тоа значи дека вие дополнително го намалувате ова, значи ова огромна количина на долари на пазарот, вие уствари ќе намалите доколку една банка пропадне. Затоа што парите ги нема. Тие пари фактички едноставно веќе нема да постојат, затоа што банката пропаднала, FDIC ќе врати само по 250.000 сите оние кои што биле со депозит во оваа банка и автоматски вие веќе тие пари ги немате на пазарот, што значи дека пропаста на овие 186 потенцијални банки кои што го имаат истиот ризик како Silicon Valley Bank, ќе значи намалување на количината на долари на пазарот, затоа што ќе бидат вратени само фракции од тие огромни депозити кои што ги има оваа банка. Само круцијалните најголеми банки, оние топ 30, топ 40 банки, сигурно ќе бидат целосно обезбедени од страна на институциите во Америка, затоа што е неминовно. Со ваквата пропаст на овие банки, автоматски ви имате пропаст на целиот капиталистички режим кој што го имаат таму. Така да, имате од тоа предвид, јас не гледам како во наредните 90 дена би се случило ова, иако ми е многу жал што Балажи има голема шанса да изгуби, тоа не го менува фактот дека едноставно ова што се случува со банките ќе предизвика економски колапс, но не е хиперинфлација. Ќе предизвика недоверба во банките и растење на цената на биткоин заради тоа што луѓето ќе гледаат каде да го инвестираат својот капитал со цел да се ослободат од банкроти, но не и на тој начин да предизвикаат хиперинфлација. Уште еднаш ќе напомене, хиперинфлација доаѓа, еве сега ќе ви кажам кога јас очекувам мислам да дојде, значи хиперинфлација ќе биде предизвикана од ова. Ќе биде предизвикана затоа што се повеќе расте
интерес, значи како што можеме да видиме, процентот, каматата по која што американската држава се должува се повеќе расте. И кога ќе дојдеме во ситуација да долгот на Америка се зголемува експоненцијално во следните неколку декади, прашање на време е кога државата ќе почне, значи знаете како ќе дојде? Ќе дојде во ситуација во која што државата ќе каже вака: тоа е тоа, очигледно веќе немаме друга опција освен да испринтаме толку пари колку што ни се потребни за да покриеме се што моментално должиме. Што значи дека автоматски, како и сите овие примери кои што ги гледаме овдека, значи кога ќе бидат притиснати до тоа ситуација каде што веќе никој нема да им позајмува, значи овдека стигнувате до ситуација во која што веќе никој не верува ниту во вашиот монетарен систем, ниту во вашата тоалетна хартија во боја, и поради тоа нема кој веќе да го купи тоа што ви го продавате, односно оние државни обврзници. Поради таа причина, единствена опција која што им остануваат е да се понашаат како сите овие земји кои што ги спомнавме претходно, како и овде, само момент, да, овде беше, и да испринтаат преголема количина на долари, која што автоматски ќе донесе хиперинфлација и ќе го уништи доларот. Сега, крајната ситуација која што можеме да согледаме во оваа ситуација, мислам дека е многу јасна. Прашање на време е кога ваквата ситуација на хиперинфлација, што нема да биде во наредните 90 дена, да бидеме реални, значи доколку се случи аз ќе бидам крајно изненаден затоа што нема логика. Значи вие гледате дека има намалување на принтањето на пари и количината на пари на пазарот. Значи дека уште помалку се намалува шансата за потенцијална хиперинфлација. Но во моментот кога тоа ќе се случи, дали ќе биде за 5 години или за 15 или за 50 години, ваквата хиперинфлација ќе доведе до ситуација што јас верувам дека ќе биде многу поскоро, но нели, нема да биде 90 дена. Ќе доведе до ситуација да знаете како се тераат луѓето да прифатат нешто големо, нешто што до тогаш не би било ни поимливо да биде прифатено, со страв. Значи, кога вие им кажувате дека има безброј мртви од COVID, они не би прифатиле само инекции. Они би прифатиле што ќе им кажете нема проблем. Трансплантирање на мозок ќе прифатат само за да останат живи, да ви биде јасно. Така да и во оваа ситуација, ако вие дојде ситуација во која што ќе се случи да ова се реализира, вие автоматски ќе имате доволно страв на пазарот да може да натерате цели нации да се откажат од својата слобода и да се откажат од користење на кеш, која што е последната слобода која што имаат во однос на нивните финансиски средства, затоа што никој не може да им го следи. Вашиот кеш во вашиот джеб е ваша работа и никој не може да ви каже како да го користите, додека за возврат ќе добијат CBDC, која што е Central Based Digital Control. Значи не currency, туку Central Based Bank Digital Control. Затоа што во оваа ситуација вие немате пари, вие имате дозволени средства кои што државата не ви ги забранила поради тоа што зборувате против неа, се додека не зборувате против неа, и они ќе ви кажуваат кај треба да купите, што да купите, че доставно ќе ви кажат не може веќе да купувате вакви добри, ќе купувате вакви. Значи тоа е, многу пати сме разговарале за CBDC, погледнете во видеото, како идејата е дека кога ќе дојде тој момент, затоа што очигледно не е тоа една ситуација, не е тоа последна ситуација, тоа е безброј моментално ситуации во кои што секоја од овие валути завршува на ист начин, односно со хиперинфлација и смрт, исчезнување. Значи, кога ќе дојде тоа, веќе конечно, значи до сега немало инструмент со кој што може да се замени финансискиот систем, но сега постои. Иако двата се истиот инструмент, значи станува збор за блокчейн технологија, овој инструмент или е приватен и целосно контролиран од еден субјект, во оваа ситуација централна банка, влада, што и да е, или е децентрализиран и е глобален и е заштитен од огромна мрежа на нодови или мајнери, кои што едноставно не дозволуваат никој да ја уништи и ја чуваат вредноста на оваа валута која што вие ја поседувате. Дали е тоа биткоин или со останатите криптовалути, тоа не го менува фактот дека во однос на вредноста на проектот добивате соодветна вредност која што е ограничена во однос на количината која што ја има во таа криптовалута. Што значи дека има стабилна вредност. Посебно можеме да го земеме пример како биткоин, каде што биткоин е својствено ова. Значи биткоин е својствено оваа златна линија. Зошто е тоа така? Затоа што има само 20 милион, исто како златото има константна вредност. За разлика од останатите, не може да биде испринтано ново количество за да може да се случи ова што моментално го гледате овде. Значи вака. Се додека може да испринтате нешто ново и произведете колку сакате, ќе добиете иста ситуација, односно прашање на време кога ќе ја доведете вашата вредност на валутата до нула. Додека во оваа ситуација тоа ви го нуди крипто секторот,
Додека во обратна ситуација, они знаете како ќе ви кажат за CBDC, ова ќе биде последно што ви го кажам во овој видео, па вие размислете. Во моментот кога ќе дојде хиперинфлација, они ќе се обидат да ви го продадат тоа многу едноставно. Ќе ви кажат, знаете што, ние го засравме овој финансиски систем, значи ние, зборувам финансиите, го засрале овој финансиски систем, но сега најдовме нов начин како да ја контролираме инфлацијата со тоа што они може во било кое време да произведат и да избришат било каква количина на ваков тип на CBDC валута, затоа што имаат целосна контрола врз леџерот, односно може да произведуваат нови дигитални валути или да ги уништуваат. Значи на тој начин они ќе ви кажат дека имаат целосна контрола на инфлацијата и дека вас секогаш ви се безбедни парите затоа што директно се надгледувани од Централната банка. Значи, имајте го тоа во предвид. Вака ќе се обидат да ви го продадат оно што моментално представува змиски отров. Сега на вас останува дали ќе имате некоја количина на крипто која што ќе представува вашиот сигурносен пояс или пак ќе, како да кажем, се надевате дека владата овој пат нема да го направи истото што го направила не знам колку пати досега и сега конечно се сменила и сега ви бара целосна контрола врз вашиот финансиски систем, ама вие треба да ја верувате затоа што досегашните искуства во историјата покажуваат дека владите секогаш треба да бидат верувани. Така да имајте во предвид кога следен пат ќе разговараме за CBDC, а ова доаѓа буквално поради ова. Ова е резултат на човечката лакомост, која што е во случајов може да видите и сами многу видлива преку владите кои што моментално ги владаат нашите земји. Така да следен пат кога ќе ви кажуват дека они знаат што е најдобро за финансискиот систем, не го заборавајте ова сликиче, за тоа како они моментално функционираат со финансискиот систем. Тоа е се што имам да кажам за денес, се надам дека ви се допадна ова видео, иако беше малку поекономско, но верувајте ми на крајот од денот овие битни поими се клучните фактори кои што ќе не донесат до адаптација на криптосекторот и целиот свет. Така да се надевам дека ви се допадна, како и секогаш се надевам дека ќе научите нешто ново од ова видео и повторно, доколку ова што ви се допаѓа како материја на вистина има вредност, единствено што ве замолуваме е да го споделите со некои луѓе кои што исто така се заинтересирани и сакаат да научат нешто повеќе за сопствената финансиска стабилност и за криптосектор. Така да споделете го, тоа е единствената работа која што бараме од вас и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.